Додека ги следите пријателските надпревари во очи Европското првенство, македонските фудбалери се подготуваат да заминат на пат за Букурешт. На 8 јуни нашиот чартер лет ќе замине за главниот град на Романија, а фудбалерите ќе ги испратиме со цел да се вратат што е можно подоцна, бидејќи турнирот трае до 11 јули. Па зошто да не сонуваме да влеземе и во следниот месец со нашите фудбалери крај малите екрани како наши херои. Сигурно, нашиот план не е да играме само 3 надпревари, а ако ни се постреки, можеби ќе бидеме сензацијата на турнирот. Можеби ќе бидеме она што беше Турција пред 8 години, да даде Господ и она што беше Грција пред 2 децении кога беа испратени со скепса, а станаа европски прваци. Букмекерите па и Евротип ви ги нуди сите можни комбинации и сите можни игри за време на Европското првенство. Така би се обложили ли дека Финска и Македонија, двата најголеми аутсайдери на Европското првенство, може да станат европски прваци. Ако тоа го направите, тогаш имате неверојатно висок коефициент. А зад себе се двата тест надпревари, фудбалерите ги оставија дуелите против Словенија и Казахстан, на кои што селекторот Игор Ангеловски можеше да ја провери формата на нашите звезди, од оние најмладите Чурлинов и Милан Ристовски до најискусниот Горан Панде. Се вратија и гледачите на трибините. Се е поинаку кога ќе се слушне поддршката Македонија од трибините. Десетини илјади луѓе против Словенија и Казахстан скандираа за нашите асови, а тие се силно благодарни што по 2 години играа пред македонска публика. Слично ќе биде и во Букурешт, каде што нашите фанови бараат билет повеќе. Со сигурност ќе ги има во изобилство повеќе од австриските и украинските фанови, па макар и со 30% капацитет. Во меѓувреме холанѓаните ветуваат дека ќе пуштат дополнителни билети и дека 50% од стадионот во Амстердам ќе биде исполнет за нашиот последен меч на 21 јуни против холандската репрезентација. А до тогаш фудбалерите се подготвуваат ништо да не недостига, а по нивните изјави од Скопје, буквално е така. Тие се орни и силно мотивирани за мечот против Австрија веќе следниот викенд. Мене ако ме прашувате, Македонија може многу големи работи да направи на европско, затоа што мислам дека пред овој циклус исто така имавме Лига нации, имавме и за европско квалификации, доста добри противници, стигнавме до третото место, али според мене на европско првенство ќе има доста работа и доста многу нови работи и докажување и да докажеме дека не сме само така пласирани на европско првенство и дека ќе идеме таму да се прошетаме. Знаеме со какви противници играме, али тоа не плашеше затоа што имавме и пред тоа играно со толку големи репрезентации. Јас се надевам на позитивен резултат, јас секогаш сум оптимист и секогаш верувам у себе, така да јас кога идам таму и идеме ние сите заедно, идеме да поминеме групата, идеме и докај што ќе можеме да целиме, ќе целиме. Европското првенство е новина за македонската репрезентација, но не е новина оваа голема сцена за сите наши фудбалери. Така, например, Горан Панде ти освојувал Лигата на шампионите, Барди постигнувал голови против големата Барселона, Елмас триумфирал во Купот на Италија со победа против Јувентус. Се е тоа од драгоцено искуство кога играте против најдобрите во Европа. А турнирскиот систем е специфично надпреварување. Се игра на секои 4 дена, секој бот е битен, а да го нагласиме и системот на надпреварување. Од 6 групи, двете најдобро пласирани од секоја група играат во нокаут фазата, а ќе им се приклучат и 4 од 6 третопласирани. Затоа, дигитроните врака, комбинациите врака, па дури и третото место, дури една победа може да биде доволна за пласман во осмина финалето, а потоа настапува нокаут фазата, фазата во која што нема поправен испит и во која што секој пораз значи пакување на куферите. Но нашиот притисок е минимален. Ние сме тие кои што најмалку мораме. Мораат англичаните, французите, португалците, италијаните, германците, оние кои што се главни фаворити. А ние, кои што собираме драгоцено искуство, ние сме аутсайдер од сенка и секој освоен бод, секој постигнат гол за нас е место во фудбалската историја. Затоа имате само уште неколку дена добро да се подготвите. Во кој амбиент ќе го следите Европското првенство? Дали во спорт кафето на Евротип со билтенот в раце, со добра комбинација на вашиот тикет, или пак во домашни услови имате уште кратко време тоа да го разрешите. А македонската фудбалска репрезентација и Евротип ќе бидат ваши сопатници за време на цел месец јуни и половина од јули.